Биткоин паѓа под $80.000, а институциите бегаат. Само вчера ETF-овите забележаа огромен одлив од $358 милиони. Ова е најголемиот удар во последните 3 недели и многумина веќе почнаа да паничат дека пазарот се менува. Но дали навистина големите играчи го напуштаат бродот или се случува нешто многу попаметно за сцената? Останете до крај, бидејќи бројките што ќе ги видиме ќе ви изненадат. Овој одлив од $358 милиони не е случаен. Доаѓа веднаш откако биткоин ја изгуби клучната психолошка поддршка од $90.000. Моментално сме 31% под највисоката точка од $126.000 што ја видовме во октомври. Многумина ова го нарекуваат крај на циклусот, но ако погледнеме подлабоко, ќе видиме дека капиталот не исчезнува, туку само се ротира. Зошто се случува ова? Податоците ни покажуваат дека ФЕД ги одложи каматните стапки подолго од очекуваното. Исто така, интересно е што биткоин моментално не го следи златото. Додека златото е на врвот, биткоин се однесува повеќе како ризична акција, слична на Nvidia или Tesla. Волатилноста на биткоин моментално е скоро идентична со онаа на Tesla, околу 53%. Ова ни кажува дека институциите се уште го третираат биткоин како технолошка инвестиција со висок раст, а не само како дигитално злато. И покрај овие неколку дена со негативни бројки кај ETF-овите, нема индикации дека институциите го смениле долгорочниот план. Пазарот на опции понатаму предвидува дека биткоин ќе стигне до $100.000 и тоа многу набрзо. Ова сега што го гледаме е само чистење на пазарот од оние кои што користат преголем леверидж. А кој е мојот став? Ова е само здрава инкорекција во еден многу силен булран, но сакам да го чувам и вашето мислење. Дали купувате на овие нивоа или чекате уште поголем пат? Пишете ни подолу во коментар, а ако ви беше корисна оваа анализа, кликнете на лайк и не заборавајте да се претплатите на нашиот канал.